А сега е време и за рубриката Скопски агол со колешката Елизабета Спасеновска-Дамјановска. Колешката Бети се наоѓа во населбата Шуто Ризари и денешнава рубрика, денешното вклучување ќе го посвети на најгорчливиот проблем на жителите во оваа скопска општина, а тоа е недостатокот на гинеколог. Бети, добро утро, повели со разговорот. Добро утро. Утренски брифинги Скопски агол за прв пат се вклучуваат од Шуто Ризари. На денеска тема на разговорот е токму како што кажа и ти Крис, немањето на матичен гинеколог, проблем кој што со години не можат да го решат жителите на Шуто Ризари, а кој што директно ги засегнува жените. На оваа тема денеска со нас е Салија Бекир Халим од иницијатива за подобрување на здравјето на жените во Шуто Ризари. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро, ви благодарам на поканата. Најнапред би сакала да ве прашам зошто толку се провлекува овој проблем, бидејќи знаеме и ние, знае и јавноста дека ова не е нешто ново. За ова се зборуваше и минатата година, се зборуваше и годините пред тоа и се уште голем број жени кои што живеат тука, вие ќе ни ја кажете точната бројка, се соочуваат со ваков проблем. Па вака, како што кажавте, во Шуто Ризари генерално повеќе од 10 години го имаме истиот проблем со немањето на матичен гинеколог. Што значи тоа? Дека во неколку периоди во Шуто Ризари имавме матични гинеколози кои што отвори ординација, меѓутоа поради нивни лични причини си замина, како што беше и случајот со докторката, која што ја затвори ординацијата пред повеќе од година дена. Од тогаш во Шуто Ризари значи живее бројка на жени од 8.000 до 13.000 жени кои што се во репродуктивен период и впрочем на нив им е најмногу потребно да се отвори овдека гинеколошка ординација која што ќе ординира како матичен гинеколог. Од тука почнуваат и нашите процеси на застапување, односно ние побаравме од Министерство за здравство, од министерот, заедно со пратеничката Латифе Шиковска, бевме на средба и знајдовме решение за, односно мотивиравме гинеколог за да се пријави, да почне со работа, меѓутоа целиот процес трае премногу долго, односно од октомври до сега жените практично на сред пандемија се оставени сами на себе, особено ако знаеме дека во Шуто Ризари живеат поголемиот број од населението се невработени и ајде да кажам живеат на маргините. Меѓутоа, од тука почнува целиот тој процес, се чекаше на опремата, односно тендерот заврши целата таа постапка, меѓутоа се уште се чека за да се донесе апаратот кој што треба да функционира. Морам да признаам дека и општината е заинтересирана за целиот процес, односно од кабинетот на општината се издвојуваат средства во првите 6 месеци за да се за придонесите и платата на медицинската сестра која што треба да работи. Пак ќе кажам, тоа е долг процес за се уште да останат практично жените без примарна здравствена заштита. Имате, како што кажавте, и преговори или очекувате од Министерството за здравство реакција, велите дека е премногу спора оваа реакција. Има ли никаков датум кога се очекувањата дека конечно ќе се набави опремата и ќе започне да функционира гинеколошката ординација? Значи пред околу 2 дена имаше, значи се основните канцелариски материјали се донесени во амбулантата, реновиран е просторот за гинеколошкиот кабинет од страна на општината, меѓутоа се уште според нашите сознанија целата постапка би требало да, не сакам да шпекулирам, меѓутоа би требало да трае уште месец дена, за потоа да се чека за дозволата, односно за потпишување на договор со Фондот за здравство. Салија, како функционирате во меѓувреме? Како се снаоѓате вие и останатите жени, бидејќи и самата споменавте дека поголем дел од нив живеат на работ на сиромаштија, никогаш е и навистина тешко и представува проблем да се отиде во соседната општина и да се направат сите потребни прегледи?
Вака, ние најчесто им помагаме на жените со тоа што ги придружуваме во околните населби. Дополнително и уште еден проблем се створи, односно еден матичен гинеколог кој што ординираше во околната населба е починат и од тука голем број на негови пациентки дополнително мака мачиме со наоѓање на пациентките. Тие кога самостојно ќе отидат да одберат за во некоја од ординациите, нели, се одбивани со образложение дека имаат премногу пациентки и не можат доволно да им се посветат. За колкав број на пациентки станува збор? Колку жени остана без гинеколог изминатава година? Изминатава година сите тие имаат одбрано веќе матичен гинеколог, меѓутоа не го посетуваат. Според наши сознанија од терен, бројката се движи од 8.000 до 13.000 жени кои што се во репродуктивен период. И уште еден проблем се појави, тоа што токму во текот на пандемијата останавте и без матичен општ лекар. Токму така, тоа е огромен проблем кој што се ствара, односно изминатава година многу од докторите, односно две од докторите си замина од амбулантата во Шуто Оризари и од тука насред пандемија, значи на толку голема бројка на население кое што живее тука, ординираат на примерно здравство само 4 доктори и од тука се ствара и големиот проблем, односно многу од пациентите се оставени со своите картони во раце и ние навистина мака мачиме за да им најдеме обични матични лекари кои што во денешно време е навистина тешко и потребно е за сите да имаат, нели, за следење на целата ситуација. Тоа дополнително го отежнува, нели, целиот процес за време на пандемијата и мислам дека навистина за граѓаните од Шуто Оризари, од населбава, представува луксус на матичните лекари, вклучително и матичните гинеколози. Има ли никаков начин да се реши и овој проблем со матичните лекари? Потребно е Министерство за здравство да направат системски решенија, односно знаеме дека голем број од докторите и се вработени во терциерното здравство, меѓутоа потребни се системски решенија за објавување на огласи за нови концесионери, за нови вработувања токму наменети за оваа ранлива категорија на граѓани во Шуто Оризари. Сали, јас ви благодарам за овој краток разговор и за тоа што сакавте, нели, со нашите гледачи, со јавноста да ги споделите проблемите со кои што се соочувате. Се надевам дека многу набрзо ќе се најде решение за овие проблеми. Ви благодарам и на вас. А ние се одјавуваме од Шуто Оризари, од пред амбулантата во која, како што слушнавте, веќе повеќе од една година нема матичен гинеколог.